Евангелие, Господа Бога го молиме. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ке се чита од Светото Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, кога измина саботата на осамнување, во првиот ден од седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го тргна каменот од гробната врата и седеше на него. А лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег, и стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврте кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде, тој воскресна. Како што беше рекол, дојдете и видете го местото каде што лежи Господ, па отидете побргу и кажете им на неговите ученици дека он воскресна од мртвите. И ете ќе отиде во Галилеја порано од вас, таму ќе го видите, ете ви кажав, и откако излегоа на брзина од гробот, тие со страф и голема радост оттрчаа да им соопштат на учениците негови, и кога одеа им се јавија на неговите ученици, и ете Исус ги сретна и рече: радувајте се. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресна из мертвих, смертиот смрт побра, и соште во гробје живот дарова. Christ is risen from the dead, strengthening the wounded by death, and lost in the tombs, bestowing life. Христос воскресе, Навистина воскресна! Христос воскресна! навистина воскресна. Христос воскресна. Навистина воскресна! Нека ние за многу години и Господ нека ни дарува телесно здравје и духовно спасение. Амин. За многу години. Christ is risen
воскресне Бог и да се разпраснат неприятелите Негови, и нека се разбегат пред лицето Негови оние што го мразат. Христос воскресна от мъртвите, со смъртта, смъртта я победи, и на оние гробовите живот им даде. Како што исчезнува димот, така да исчезнат оние што воздухот се топли од огра. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and on those in the tomb bestowing life. Така да загинат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развеселат. Христос воскресна от мъртвите, со смъртта, смъртта я победи, и на оние гробовите живот им даде. Ова е денот што го создаде Господ, да се зарадуваме и да се возвеселиме во Него. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and on those in the tombs bestowing life. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра, Иисус Ему гробе живот даровал. Сега и секогаш и во сите векови. Христос воскресна от мъртвите, со смъртта, смъртта я победи, и на тие гробовите живот им даде. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра, Иисус им во гробе живот даровал. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and on those in the tombs bestowing life. Стефан, по милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерейски синод, до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав Христос воскресе! Наистина воскресе! Да му благодариме на Бога кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Возлюбени празниколюбци, Великден, денот на Христовото воскресение, е празник на победата и празник на животот. Ово е денот во кој Господ ја објави својата победа пред очите на народите и сите краишта земни го видоа спасението. Овој ден е денот на животот и тоа вечниот живот, денот кој ни донесе радување, кое што никој не може да ни го одземе. На Великден, на овој најголем христијански празник,
ја исповедаме тајната на победителот самиот Господ Исус Христос, кој преку своето славно воскресение од мртвите ја победи смртта и смртното го облече во бесмртно. Денес е денот кога ни се откри тајната на љубовта Божја кон човечкиот род, која остана вечна врска помеѓу човекот и Бога, потврдена преку крстот и воскресението Христови, како и преку подвизите на сите богоугодници и достојни последователи во изминативе 20 столетија. Радувајќи се на денешниот празник над празниците во Црквата Христова, повикани сме секогаш и пред секого да го исповедаме Христа распнатиот, воскреснатиот и прославениот. Како вистински христолюбци, повикани сме да ја благовестиме победата над смртта, над гревот и омразата, над неправедноста и насилството, над страдањата и темнината и да придонесуваме да завладеат праведноста, мирот и радоста во Светиот Дух. Со Христовото воскресение се прекина силата на смртта и тоа стана темел на нашата вера и врата за вечната заедница со Бога. Тоа е гаранција и за нашето воскресение, зашто Христос воскресто од мртвите и со тоа стана првина за умрените. Во Него сите ќе бидат оживеани, оти љубовта Божја е посилна од гревот и смртта. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот. Празникот на Христовото воскресение не подсетува да размислуваме за своите постапки и да се стремиме кон добродетелен живот. Па кога би се навратиле повеќе на потребата од покаяние и праведно живење, ако не на денот на Христовото воскресение, ако не на денот кој им дава смисла на човечкиот живот и на постоењето. Па затоа, празнувајќи и споделувајќи радоста на Христовото воскресение, да исповедаме дека верата во воскресението е извор на слободата и на љубовта, зашто преку Христа станавме и вистински слободни. И духовно силни, Христовата љубов е неопходна во овој свет, особено денес кога човештвото во голема мера е заробено од самолюбие и рамнодушност, од лакомост за богатење и моќ, од овоземни задоволства и суетна слава. Љубовта е најголема сила, но таа е сила само тогаш кога е во заедништво со Христа и со Неговата неизмерна љубов, кога станува наше сведоштво и наш начин на живење. Впрочем, само во богочовечката личност на воскреснатиот Спасител можеме да најдеме тивко пристаниште од сите искушенија и исцеление од последиците на гревот. Неговата победа над гревот и смртта ни дава и нам сила да се бориме со искушенијата на денот и со духовите на зловата, кои предизвикуваат безнадежност и осаменост во душите на луѓето, честопати проследени со нетрпеливост и насилство, со неморални дела и судири. Затоа е потребно да бидеме достојни почитувачи на Светото Евангелие и исполнители на Христовите заповеди. Како што порачува и самиот Спасител кога вели: кој го слуша Словото Мое и верува во оној кој што ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Возлюбени чеда во Господа, Христовата победа над гревот и над смртта, по претрпеното распетие и славното воскресение е најголемата победа на сите времиња. Таа е единствена и вечна и постигната еднаш и за секогаш. Затоа само соединети во Христа, преку молитвата и преку светите тајни и со исполнувањето на Неговите заповеди, можеме да го победуваме гревот и да се здобиеме со спасение
и вечен живот. Светата Евхаристија е најпотребната заедница на верните во црквата со Господа Христа. Кога сме соединети во заедничка молитва, Христос е присутен помеѓу нас. А причестувањето со светите тајни го вселуваме Христа во нас. Како што и самиот ни порачува, кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден, и кој ја јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Христос е и ќе биде тајно присутен во својата црква се до крајот на вековите. И неа вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Возлюбени чеда на мајката Македонска православна црква, поминуваме низ еден период кој од нас бара послушност и воздржување. Појавата на коронавирусот во светот, а воедно и во нашата земја, не натера да внимаваме и на нашето и на здравието на нашите ближни. Затоа да се придружуваме по советите и мерките изречени од надлежните институции и сите заедно да придонесеме да се намали и спречи ширењето на заразата. На нашите верници им советуваме да истраат и да не се вознемируваат затоа што не можат да присуствуваат бројно на светите богослужби во храмовите и им препорачуваме да се молат во своите домови и срца за Бог да не избави од оваа опасна болест. Да се молиме и за медицинските лица, полицијата и војската кои напорно се грижат за заболените и за редот во државата. Да се молиме за заболените да оздрават, како и за спасение на душите на оние кои не ја добија битката со болеста. Да се молиме Бог да ни ги прости нашите гревови и да не помилува, зашто само Бог ни е прибежиште и сила и докажан помошник во неволја. Затоа во маката да бидеме трперливи, а во молитвата постојани. Зашто воскреснатиот Господ е наша надеж. Нека овој период ни биде време за покаяние и за засилена молитва. Искушенијата што не снајдоа нека ни бидат за утврдување во верата и за духовно напредување. Се е возможно за оние што веруваат, зашто Господ знае како да ги избавува побожните од искушенија. Воскреснатиот Спасител е лекар на душите и телата, и тој лекува и обновува, ја осветува и ја вознесува човечката природа. Затоа, и не само во овие празнични денови, туку постојано и насекаде да ја живееме светоста на нашата христијанска вера, на верата што го победи светот. Да ја споделиме со сите радоста на воскресението на вечниот лечител и никогаш да не заборавиме за тоа дека колку сме поблиску до Бога, толку и Бог ќе биде близу до нас. Возлюбени, како што веќе обзнанивме, годинава се навршуваат 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир. Тоа е годишнина со која би се гордееле секој народ и секоја црква. Со Божја помош и со застапништвото на светиот Јован Крстител, Македонската православна црква, заедно со државните институции, достојно ќе го одбележи милениумското постоење и ќе ја истакне улогата и местото на ова големо светилиште во духовниот живот на македонскиот народ и во минатото, и во сегашноста, и секако во иднината. На сите чеда на мајката Македонска православна црква, Охридска архиепископија, во татковината и насекаде по светот, ви го честитаме празникот на Христовото воскресение со најрадосниот поздрав: Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Петар, митрополит Преспавско-Пелагонински и администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј,
митрополит Дебарско-Кичевски и администратор Австралийско-Сиднейски, Наум, митрополит Струмички, Агатангел, митрополит Повардарски, Методи, митрополит Американско-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф, митрополит Кумановско-Соговски, Гораст, поранешен митрополит Европски, Климент, епископ Хераклейски, Јаков, епископ Стобиски. Великден 2020 лето Господово. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресна! Навистина воскресна! Христос воскресна! Навистина воскресна! Христос воскресна! Навистина воскресна! Нека ни е за многу години, драги браќи и сестри, светлото Христово воскресение, во кој што оваа година го прославивме со мир, љубов и слога во нашите домови. Нека Господ Бог, воскреснатиот Христос Спасител, ни дарува и ви дарува на сите телесно здравје и духовно спасение, и што побрзо да се видиме исполнети со Божја благодат во овој наш свет и сечесен храм. Нека по молитвите на Мајката Божја, Господ, воскреснатиот Христос, ви дарува на сите телесно здравје и духовно спасение. Утре, со почеток во 10:30 часот, преку нашата Facebook страница и YouTube канал, ќе го емитуваме и ќе емитуваме светата архиерејска божествена литургија овде во нашиот свет храм. Христос воскресна и нека воскресне во вашите души, во вашите домови, Христос, и нека ви дарува живот вечен, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Амин. За многу години.